Добар ден и добре дојдовте во училницата на Едуино. Моето име е Викторија Рунцевска-Јовевска, оделенски наставник во Основно училиште 11 октомври во Скопје. Овој час е наменет за четврто оделение по предметот математика. Наставната содржина што ќе обработуваме е мешани броеви. За овој час ви е потребна тетрадка по математика, молив, боици и линијар. Прво да почнеме со тоа што треба да научите. Треба да ги препознавате и читате мешаните броеви и да подредувате дробки и мешани броеви на број направо. А сега да се потсетиме што учевте минатите часови. На левата слика имам нацртано правоаголник кој е поделен на 1, 2, 3, 4 еднакви делови. Значи многу е важно деловите да бидат еднакви и затоа велиме дека на сликава има цело кое што е поделено на четвртина. Обоен е еден дел од овие 4 еднакви делови и за да го запишам со број обоениот дел од овој правоаголник, ќе напишам 1/4. Вака запишаниот број се вика дробка. Горниот број е броител, долниот број именител, а цртата помеѓу нив е дробна црта. На другата слика има правоаголник кој што е обоен повеќе. Поделен е на 1, 2, 3, 4, 5, 6 еднакви делови, значи велиме дека има шестини, а обоени се 1, 2, 3, 4, 5 од 6 такви делови, значи обоени се 5 шестини од правоаголникот. И во едниот и во другиот случај има обоено дел од правоаголникот, односно помал дел од целиот правоаголник или помалку од 1. И двете дробки, 1/4 и 5 шестини, се помали од 1 и тие дробки се викаат правилни дробки. А што е дробка? Број што содржи еден или неколку еднакви делови од целото. Понатака ќе ви објаснам каде овие правилни дробки се бележат на бројната оска. А сега да видиме што ќе се случи ако го обојам и последниот дел од овој правоаголник. Тоа што го добив е цел обоен правоаголник, односно 6 шестини. А што научивме претходниот час? Па кога ќе видам дека сум го обоила целиот правоаголник, тогаш тоа е едно цело. А тоа што го знаете дека дробната црта ја представува математичката операција делење, односно 6 поделено со 6 е еднакво на 1. Оваа дробка малку се разликува од другите дробки и се вика привидна дробка, бидејќи представува цел број. А сега да преминеме на следната активност. Да кажеме дека многу сакам да јадам јаболки, но јас проценувам дека ми е доволно една половина од јаболката и ќе ја изедам. Потоа гледам дека можам да ја изедам и другата половина од јаболката. Сега јаболката е толку многу вкусна што јас ќе земам уште една половина од друга јаболка. Колку вкупно половини сум изела? Една половина плюс една половина плюс една половина е еднакво на 3 половини јаболки. Кажете ми сега, дали сум изела помалку или повеќе од една јаболка? Одговорот е, сум изела повеќе од една јаболка. 3 половини е број кој што е поголем од 1, бидејќи броителот е поголем од именителот. И вака запишаниот број се вика неправилна дробка. Можеме ли овие 3 половини да ги прикажеме во некоја комбинација од броеви? Па да, затоа што многу ретко ќе кажеме дека сме изеле 3 половини јаболки, бидејќи често велиме изедов 1,5 јаболка, значи 1 цела јаболка и уште една половина од друга јаболка. Ова скратено во математиката се запишува без знакот за собирање, а се чита 1 цело и 1 половина. Овој број што го запишав се вика мешан број, а секој мешан број се состои од природен број и една правилна дробка, кај која што броителот е помал од именителот. Неправилната дробка има броител кој што е поголем од именителот и затоа неправилните дробки можеме да ги запишеме како мешани броеви. А сега да се обидеме за секоја слика да запишеме по еден мешан број. 2 цели крофни, пишувам 2, и половина од третата крофна е 1 половина. Овој број се чита 2 цели и 1 половина. На втората слика имам една цела торта и уште 8 парчиња од втората торта која што е поделена на 9 еднакви делови, значи бројот што ќе го запишам е 1,8. На третата слика имам едно цело јаболко и уште една половина од другото јаболко се чита 1,1 половина. На четвртата слика имам еден цел квадрат и уште еден квадрат кој што е поделен на четвртини, обоени се само 2 и затоа ќе запишам 2/4. Односно, мешаниот број се чита 1,2.
И на последната слика имам нацртано 3 правоаголници, два се целосно обоени, а на третиот имам обоено само 2 дела од 6. Бројот што ќе го запишам е 2,2. Сега да се обидеме да ги прочитаме и да ги представиме со цртеж следниве мешани броеви. Најпрвен прочитајте го на глас, првиот мешан број. Верувам дека успеавте, овој број се чита 2,1. За него нацртав 3 правоаголници, 2 се целосно обоени, а третиот е поделен на третини. Обоена е 1/3. Наред е вториот број и него гласно прочитајте го. Така е, 3,5. Нацртав 4 кругови, 3 се целосно обоени, а четвртиот круг е поделен на осмини, од кои што се обоени само 5. И третиот број, и него прочитајте го на глас. Така е, 4,3. За него нацртав 5 правоаголници, 4 се целосно обоени, а петиот правоаголник е поделен на шестини и обоени се само 3. Ајде сега да видиме како ќе изброиме колку вкупно третини има во сите 3 зелени правоаголници. Многу лесно. Секој од правоаголниците ќе го поделиме на третини и ќе ги изброиме сите обоени делови. Најпрвен го делам првиот правоаголник, а потоа вториот. Во именителот ќе ми биде запишан бројот 3, бидејќи се поделени на третини, а да видам колку сум обоила, треба да избројам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. За бројител ќе го запишам бројот 7. Вака запишаниот број е неправилна дробка, затоа што бројителот е поголем од именителот. На ваков начин се запишува мешан број во неправилна дробка. А сега да ги поврземе сликите со бројот што им одговара. Еден цел круг и уште 2/4 од вториот е 1,2. Еден цел правоаголник поделен на 12 еднакви делови, 5 од нив се обоени, ова е правилна дробка 5/12. Два цели круга и 1/3 од третиот круг се 2,1. Еден триаголник поделен на 9 еднакви делови, 6 од нив се обоени, бројот што одговара на оваа слика е правилна дробка 6/9. На наредната слика има два шестаголника кои се поделени на шестини. Бројот што одговара на обоените делови од шестаголниците е 9/6. Вака запишаната дробка е неправилна дробка. Од сликата многу лесно може оваа дробка да ја запишеме како мешан број. Значи, имаме еден шестаголник кој е целосно обоен и затоа ќе го запишам бројот 1 и уште еден шестаголник кој е поделен на 6 еднакви делови, но само 3 дела се обоени. За да го запишам обоениот дел од овој вториот шестаголник, ќе напишам правилна дробка 3/6. Бројот што го добив е 1,3. Сликата под шестаголниците е еден квадрат. Квадратот е поделен на 9 еднакви делови, а имам обоено само 4. Бројот што одговара за обоениот дел на овој квадрат е правилна дробка 4/9. Под него имам нацртано два круга, кои ги имам поделено на 7 еднакви делови. Значи се работи за седмини. Бројот што одговара на обоениот дел од круговите е 8/7. Овде запишав неправилна дробка, но според сликата многу лесно може оваа неправилна дробка да ја запишам како мешан број. Значи, за целиот обоен круг ќе напишам 1, а за обоениот дел од вториот круг ќе напишам 1/7. Бројот што го добив е 1,1. И за последниот круг, поделен е на 5 еднакви делови, обоени се само 3, за него одговара правилната дробка 3/5. А сега да се подсетиме. Што е се тоа? Правилни дробки, неправилни дробки, привидни дробки и мешани броеви. Правилните дробки се дробки кои што се помали од 1. Например, 1/2, 1/4, 3/4. Неправилните дробки се поголеми од 1. Пример за неправилни дробки 5/3, 3/2, 6/4. Запомнете, неправилна дробка е онаа дробка која има бројител поголем од именител. Овие дробки може да се запишат како мешани броеви. Привидните дробки се еднакви на 1. Зошто? Затоа што тие се запишани како дробка, но представуваат цел број. Например, 4/4, 5/5, 4/2, 9/3 и така натаму. Да видиме како ќе го дознаеме тоа. Ако кај секоја од овие дробки го поделиме бројителот со именителот и ако количникот е цел број, тогаш тоа е привидна дробка. Да провериме. 4 поделено со 4 еднакво на 1.
5 поделено со 5 е еднакво на 1. 4 поделено со 2 е еднакво на 2 и 9 поделено со 3 е еднакво на 3 и така натака. Мешаните броеви се составени од еден природен или цел број и правилна дробка. Да видиме како овие мешани броеви ќе ги представиме на бројната права. Најпрви да видиме како се црта права. Овде имам квадратчиња како што имате вие во вашите тетрадки по математика, па јас сега ќе нацртам така како што треба вие да нацртате во тетрадки. Прво ќе ја нацртам правата на една од овие хоризонтални линии што се во тетрадката. Оваа права од двете страни има стрелки. Тоа значи дека се продолжува бесконечно и од левата и од десната страна. Откако ќе ја нацртам правата, прво ќе ги запишам природните броеви. Нив ќе ги напишам со црвена боја, а мешаните броеви, овде кај што ми се дадени, ќе ги представам со црна боја. Прво ќе ја напишам нулата, а потоа ќе ги напишам останатите броеви што ми се дадени. На правата ќе означам точка и на неја ќе ја запишам нулата. Јас тоа ќе го направам со цртичка, но се мисли на оваа точка овде, каде што цртичката ја сече правата. Така, овде ја представив нулата. Каде сега ќе го запишам бројот 1? Бројот 1 ќе го запишам десно од нулата, но за да определам колку треба да биде растојанието од 0 до 1, треба да видам кои броеви се во именителот на секоја од дробките. Во овие броеви секаде именител е 5, па секаде ќе мора да делиме на 5 еднакви делови. Тогаш единична должина меѓу броевите ќе ми бидат 5 квадратчиња. Сега бројам 5 квадратчиња почнувајќи од 0. 1, 2, 3, 4, 5. Тука ќе означам точка и ќе го напишам бројот 1. Повторно бројам 5 квадратчиња за да го напишам бројот 2. 1, 2, 3, 4, 5. Точка, бројот 2. Истото ќе го направам со сите броеви што треба да ги запишам на оваа бројна права. Првиот мешан број што треба да го запишеме е 1,2. Овој број е поголем од 1, но е помал од 2. Тоа значи дека се наоѓа помеѓу овие два броја. Именителот 5 ни кажува дека овој дел треба да биде поделен на 5 еднакви делови, но јас ова веќе го имам поделено. И сега ќе избројам само едно квадрат. Сега од 1 ќе избројам 2 квадратчиња, бидејќи во броителот ми стои бројот 2, 1, 2 и тука ќе го запишам мешаниот број 1,2. Вториот број е 3,4. Јасно е дека бројот се наоѓа помеѓу 3 и 4, но овие 3 цели ни кажуваат дека треба да направам 3 цели чекори, броејќи од 0. Значи, 1 чекор, 2 чекори, 3 чекори. Тоа е бројот 3. Потоа треба да направам уште 4 помали чекори, помеѓу 3 и 4. 1, 2, 3, 4, бидејќи за бројител го имам бројот 4. И на четвртото квадратче да го запишам бројот 3,4. Третиот број е 5,1. Знаеме дека се наоѓа помеѓу бројот 5 и 6, бидејќи делот веќе е поделен на петини. Сега само треба да го погледнам бројот во броителот, тоа е бројот 1, значи едно квадратче и тука да го означам бројот 5,1. И четвртиот број е бројот 7, тоа се 7,3. Овој број е поголем од 7, а е помал од 8. Бидејќи делот помеѓу 7 и 8 веќе ми е поделен на петини, треба само да избројам 3 квадратчиња и да го запишам бројот 7,3. Што треба да запомниме? На бројната права, правилните дробки се пишуваат помеѓу 0 и 1, а останатите мешани броеви и привидни дробки се запишуваат после бројот 1. А сега, стопирајте го видеото и отворете ја тетрадката по математика. Овие задачи треба самостојно да ги нацртате и решите и да ги запишете мешаните броеви на бројната оска. Тоа беше се за денес. Ви благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.